Толку Тањо. Добар ден на сите и добре дојдовте во 14-та епизода од Better Nutrition Show. Ова што го гледате е Јосиф Дамјанов. И минатата епизода ви ветив дека ќе имаме специјален гостин во ова шоу и во оваа епизода, но на жалост Гоце, мојот многу драг пријател, не успеа да дојде од причина што има проблеми со настинка и гласот не му е баш за во јавност. У секој случај има одличен резултат и неговиот екстремизам во тоа да посветува стварно големо внимание и труд за да изгледа добро, му донесува и настинка. Така да, на равучение, немојте да бидете испотени да седите надвор. И тоа што барем од друга страна ме поттикна да го зборувам во оваа епизода е баш таа тема. И проблематика, тоа е имунитет, вируси и слично. Бидејќи слушам и гледам како многу луѓе, односно повеќе и мајки, односно родители, имаат голем проблем и стрес поминувајќи низ овој период кој што е познат како период на вируси. И тоа е до некаде така и е точно, али мене од друга страна ми е жал што ги гледам луѓето колку можеби им треба поттикнување и надградување на свеста дека вируси у принцип постоеле секогаш и моментално постојат и ќе постојат и во иднина. И проблемот со тие вируси, тоа дали јас ќе бидам настинат, ќе кренам температура и така натаму, според нас лежи најмногу во тоа колку вие имате јак имунитет и колку вашиот имунолошки систем е спремен да се бори со сите тие работи, да не придонеси и да дозволи да можеби легнете во кревет. Кога зборуваме за имунитет, за да биде тоа поедноставно и попросто кажано и да биде разбирливо, ќе кажам три основни работи кои што се клучни за имунитетот, кои што можеби никој од вас ниту ги знае, ниту ги практикува. Број 1 работа е дека имунитетот, односно антителата во нашето тело, кои што се борат со вируси, бактерии и така натаму, се во принцип аминокиселини. И аминокиселините се градбени единки на протеините. И многу луѓе поради недостаток на внес на протеин во текот на месеците, годините и на долг рок имаат проблем со имунитет. Втора работа е недоволниот нутритивен внес, особено зборуваме за антиоксиданси, кои што се дел од микронутриентите, витамини и минерали, кои што исто така се многу одговорни за имунолошкиот систем. Многу луѓе, сакајки да постигнат подобар имунитет, денеска внесуваат многу додатоци во исхрана. И тоа ќе купат витамин С, ќе купат не знам оваков витамин, таков витамин, сите одделно и посебно, но една работа е тука многу важна. Дали вие некаде сте сретнале во природата да скинете продукт кој што има само витамин С, или има само одреден минерал, или само одреден витамин? Тоа не постои и телото не може да направи комплетна апсорбција и обработка на нутриентите доколку не се запазени сите како да кажам, верижни реакции кои што можеби претходат или следат после внесот на одреден додаток во исхрана. Од друга страна, додатоците во исхрана за да се апсорбираат и општо храната и нејзината нутритивна вредност за да се апсорбира, постои нешто што се вика моќна апсорбција на вашето тенко црево. И тоа е трета работа која што треба да се запази. Што значи тоа? Дека вашето тенко црево има цревни ресички кои што имаат на своите завршетоци капилари и кои цревни ресички треба да ја земат храната преработена во желудникот и да ја носат до системите во телото кои што тоа е потребно. Еден од тие системи е имунолошкиот систем. И не знам како вие се храните и каква нутритивна вредност внесувате во вашето тело, но што очекувате да имате добар имунолошки систем доколку тоа што го давате на вашето тело нема никаква нутритивна вредност. Што вашето тенко црево би извлекло од таа храна која што вие му ја давате? Од друга страна, многу често тие цревни ресички се обложени со масти. Постојат едни масти кои што се викаат висцерални масти. Тие не се гледаат со голо око, не се опипливи како салото. Тие се внатре во телото, околу органите,
кои што се наоѓаат во утробата, дел од тие органи така и дигестивниот систем. И многу често се залоени цревата, замастени и вашето тенко црево има многу намалена апсорбција, многу често храната можеби само ќе помине, додатоците во исхрана само ќе си поминат, ќе си исфрлат и вие ќе си пиете додатоци, ќе си пиете апчиња и никако нема да имате резултати. И број 4 се антибиотици. Антибиотиците не се програмирани да се борат кон конкретен вирус или бактерија. Антибиотиците кога ќе ги внесувате во вашето тело со себе убиваат уште многу други бактерии кои што дел се корисни за вашиот имунолошки систем. Во дигестивниот систем, во тенкото црево постојат многу бактерии кои што се одговорни за и обработка на храната и поттикнување на имунолошкиот систем да работи поефикасно. Вие кога ќе внесете антибиотик, многу од тие бактерии се поништуваат на дол крок и ако секогаш се трудите и барате решение во антибиотик, онда не сте баш на добар пат и вашиот имунитет после секоја употреба на антибиотици ќе биде се послаб. Затоа доколку не можете да се снајдете и лутате во цело во ова време кај што постојат многу вируси, имате проблеми можеби со нешто од ова за кое што денеска зборувавме, побарајте помош ако не можете сами да се снајдете, помогнете си, кренете си ја свеста на повисоко ниво и не дозволувајте да вашето здравје зависи од тоа што немате доволно информации, немате доволно свест. За денеска завршуваме со оваа тема, се надевам добивте барем малку некаква вредност и нешто поттикнавме кај вас поинаку да размислувате. Следната 15-та епизода се надевам дека Гоце ќе ни биде во супер кондиција и ќе ни биде специјален гостин и ќе позборуваме за она што сакав да позборуваме, а до тогаш останете ми со квалитетни животни навики, имајте си убав прекрасен почеток на оваа недела, времето надвор е идеално и верувам многу од вас расположението го подигнаа на повисоко ниво. Се гледаме у следна епизода и останете ми поздравени од мене и од Тања која што ме придружува од левата страна. Чао, чао!